Платата не е привилегија, туку уставно загарантирано право, велат инспекторите на Инспекторатот за употреба на јазиците кои не примиле плата 6 месеци. Тие бараат владата да го реши проблемот и да им ги надомести за останатите плати. Ние половина година не сме добиле надомест за нашата работа. Освен тоа, сме оставени и без здравствено и пензиско осигурување, што дополнително ја загрозува нашата безбедност и безбедноста на нашите семејства. Ова состојба не доведува во ситуација на социјална несигурност, екзистенцијална борба и апсолутно понижување на трудот и достоинството на работникот. Ние сме луѓе кои секој ден дневно работат, даваат резултати и го движат системот напред. Во инспекторатот се вработени 17 инспектори, кои го изразија своето незадоволство и рекоа дека испратиле официјални писма до сите надлежни институции, но не добиле одговор. Тие се пожалија и на недостатокот на услови за работа, велејќи дека немаат возила за терен и користат приватни автомобили. Реалисht неси të punësuar në inspektoriat kemi funksionuar normal. Do me thonë deri në muajin mars edhe kemi pas plan për inspektime. Mas andej filloi edhe tërheqja jonë, do me thonë si mekanizëm që kjo çështje të zgjidhet. Po realisht ne jemi në punë çdo ditë. Realisht ne si inspektor nuk kemi automjet në inspektoriat. Inspektorati s'ka asnjë automjet? E kemi një automjet, po ajo është në shfrytëzim të drejtorit. Сето ова се случи поради проблемот создаден со измените на Законот за инспекциски надзор и потребата од усогласување на Законот за организација и работа на органите на државната управа. Vetëm te inspektorati I gjuhëve kemi pas dilemën që a duhet të jetë në kuadrat e Ministrisë së Drejtësisë apo të shkon në kuadrat të Agjencionit të Gjuhëve. Edhe kjo dilemë pra ka marrë pak kohë, tash është në procedurë në parlament, pra këtu I ftoj të gjithë deputetët shqiptar para se ta keq përdorin si temë politike, ta votojnë ligjin dhe t'i marrin paga sa më shpejt, domethënë punëtorët në inspektoratin. Во 2024 година стапи на сила амандман на Законот за инспекциски надзор, со кој се промени статусот на Инспекторатот за употреба на јазиците. Претходно тој беше посебна институција со независен правен статус, свој буџет и полни овластувања за действување, а сега е дел од Министерството за правда. Законските измени што предвидуваат укинување на правниот статус на инспекторатот, заглавија во собранието, откако го поминаа филтерот на комисиите. Причината е што парламентарното мнозинство нема бадентер.